На територија на општина Гостивар е прогласена епидемија на заразна болест, потврди раководителот на одделот за епидемиологија при Институтот за јавно здравје доктор Драган Кочински. Одлуката е донесена во координација со Центарот за јавно здравје Тетово со цел поефикасна координација на институциите и поефективно справување со состојбата. Од Институтот за јавно здравје информираат дека прогласувањето на епидемијата представува законска процедура поради невообичаено зголемениот број случаи, додека сите неопходни епидемиолошки мерки веќе се спроведуваат на терен. Во последните 24 часа на инфективното одделение во општата болница во Гостивар биле извршени 204 прегледи, на педиатрија 140, а во ургентниот центар 9 прегледи. 3 лица се задржани на болничко лекување. Досега се направени околу 60 епидемиолошки анкети, официјално се регистрирани 140 заболени. Епидемиолозите посочуваат дека истрагата за утврдување на изворот на заразата се уште е во тек. Според досегашните анкети, заболените консумирале различна храна и вода, поради што се чекаат резултатите од микробиолошките анализи на примероците земени од пациентите и од водата за пиење. Од Институтот повторно апелираат граѓаните да соработуваат со епидемиолошките служби, бидејќи дел од населението одбива да даде информации, што го отежнува утврдувањето на причината за појавата на болеста. Во меѓувреме останува во сила препораката граѓаните да не ја користат водата од градскиот водовод за пиење, се додека надлежните институции официјално не потврдат дека таа е безбедна за употреба. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека покрај евентуалната кривична одговорност за епидемијата во Гостивар, во која досега се регистрирани над 1200 заболени граѓани, треба да има и морална одговорност кај сите надлежни во локалната самоуправа, почнувајќи од градоначалникот. Одговарајќи на новинарски прашања при посетата на Велес, Мицкоски рече дека владата и Институтот за јавно здравје ги превзеле сите неопходни мерки во рок од 2 дена и дека целокупната документација веќе е доставена до јавното обвинителство. Сега на потек е обвинителството, кое треба да излезе со соодветна квалификација, изјави премиерот. Тој информираше дека владата веќе обезбедила 50.000 литри флаширана вода за граѓаните на Гостивар. Најави дека секојдневно ќе продолжи дистрибуцијата на нови количини вода. Според него денеска се очекува пристигнување на уште 3 шлепери со околу 60.000 литри вода за пиење. Мицкоски посочи дека во моментов водата од градскиот водовод не смее да се користи ниту за технички потреби, согласно препораките на Институтот за јавно здравје и Агенцијата за храна и ветеринарство. Тој нагласи дека локалното јавно предпријатие треба веднаш да започне со чистење и хлорирање на водоводната мрежа, за во наредните денови водата да може барем да се користи за технички потреби. Премиерот оцени дека активностите што во моментов ги превзема владата се обврска на локалната самоуправа, но како што рече, поради незината неажурност, државните институции интервенирале за да им помогнат на граѓаните. Повтори дека очекува морална одговорност од сите надлежни во општина Гостивар, додека евентуалната кривична одговорност ќе утврдува јавното обвинителство. Минималните месечни трошоци за 4-члено семејство во јули изнесуваат 68.498 денари, покажуваат најновите податоци од Сојузот на синдикати на Македонија. Според пресметките, синдикалната минимална кошница е пониска за 156 денари во споредба со истиот период минатата година. Од ССМ посочуваат дека доколку семејството живее во изнаемен стан од 60 квадратни метри, вкупните месечни трошоци значително се зголемуваат и достигнуваат до 83.873 денари. И натаму најголем товар за домашниот буџет представуваат храната и пијалоците. За оваа категорија во јули се потребни 25.012 денари, што е најголемата поединечна ставка во синдикалната минимална кошница. Од Сојузот на синдикати на Македонија повторуваат дека пресметката ги опфаќа само минималните трошоци, неопходни за пристоен живот на едно 4-члено семејство и представува показател за растечките животни трошоци со кои секојдневно се соочуваат граѓаните. Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје го објави конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии за академската 2026-2027 година. Вкупно се предвидени 8.851 слободно место на факултетите и институтите во состав на универзитетот. Од нив 4.395 места се наменети за редовни студенти, чие образование ќе се финансира од државниот буџет. 3.621 место се за редовните студенти со кофинансирање.
додека 835 места се предвидени за вонредните студенти. Запишувањето ќе се реализира во 3 уписни рока. Првиот, кој воедно и главен, ќе се одржи на 18 и 19 август. Вториот е закажан за 10 и 11 септември. Третиот уписен рок ќе се реализира на 23 септември. По секој рок, универзитетот ќе ги објавува преостанатите слободни места по факултети и студиски програми. Пред поднесување на документите, сите кандидати задолжително треба електронски да се регистрираат преку платформата upisi.ukim.mk и да ја пополнат пријавата на најнов системот. Добиениот регистрацијски број треба да биде приложен во документацијата што се доставува до студентските служби. За кандидатите кои се рангираат врз основа на успехот од средното образование, прелиминарните резултати од првиот уписен рок ќе бидат објавени на 24 август, конечната ранг листа на 27 август, а запишувањето на примените студенти ќе се врши на 3 и 4 септември. Надоместокот за пријавување се движи од 300 до 1500 денари, во зависност од студиската програма и дали е предвидена проверка на знаењата и умењата. При запишувањето, студентите ќе треба да достават и дополнителна документација, како и да уплатат 750 денари за универзитетски, информативни, културни, спортски и студентски сервиси. Конкурсот предвидува можност за пријавување на странски државјани, кои ќе можат да аплицираат до 29 септември, додека нивното запишување е планирано за 1 октомври. Министерството за внатрешни работи информира дека во текот на викендот спровело засилени координирани акции низ целата држава во рамки на активностите на работниот тим за сузбивање на недозволена трговија со дрога. Акциите биле насочени кон откривање на сторители на кривични дела поврзани со производство, продажба и дистрибуција на наркотични дроги, како и кон разбивање на криминални мрежи. Во рамки на акцијата полициските службеници извршиле 13 претреси на повеќе локации, 197 контроли на возила и 295 прегледи на лица. При превземените мерки од слобода биле лишени 13 лица, против кои ќе бидат превземени соодветни законски постапки. При претресите и контролите биле пронајдени одземени вкупно 79 пакувања со различни видови наркотични материи, како и пиштол Глок 17 со муниција. Од МВР не соопштуваат повеќе детали за видот и количината на запленетата дрога, ниту за идентитетот на приведените лица, но наведуваат дека истрагите продолжуваат. Оттаму потенцираат дека овие активности се дел од пошироката стратегија за борба против недозволената трговија со дрога и организираниот криминал, која се реализира преку координирани акции на повеќе организацијски единици на полицијата. Од МВР порачуваат дека ќе продолжат со силни, координирани и континуирани активности на целата територија на државата, со цел откривање на сторителите, спречување на трговијата со дрога, разбивање на криминалните мрежи и заштита на безбедноста на граѓаните. Иранската влада соопшти дека го суспендирала рамковниот договор со Соединетите Американски држави, оценувајќи дека тој повеќе не е во сила поради, како што наведува, американските прекршувања на превземените обврски. Информацијата ја објави иранската новинска агенција Фарс, повикувајќи се на заменик министерот за надворешни работи Казем Гарибабди. Според Гарибабди, Иран во моментов е фокусиран на одбраната на земјата, а агресивните потези на Соединетите Американски држави представуваат директно прекршување на меморандумот за разбирање од Исламабад. Поради тоа Техеран смета дека повеќе не е обврзан да ги исполнува обврските што произлегуваат од рамковниот договор. Во меѓувреме, иранскиот врховен лидер Моџтаба Хамнеи во писмена изјава остро ги критикуваше Соединетите држави, оценувајќи дека повторените прекршувања на договорот покажуваат оти потписот на американскиот претседател Доналд Трамп е без кредибилитет. Тој порача дека Иран и, како што наведе, фронтот на отпорот ќе одговорат на ваквите постапки. Рамковниот договор меѓу САД и Иран беше постигнат во средината на јуни со цел да се создадат услови за траен прекин на конфликтот и нормализирање на односите. Документот предвидуваше во рок од 60 дена да биде постигнат конечен договор, како и повторно отворање на Ормузскиот теснет за меѓународниот поморски сообраќај. Иако прекинот на огнот беше во сила од почетокот на април, тензиите повторно ескалираа на почетокот на јули. Најновата одлука на Техеран дополнително ја зголемува неизвестноста околу идниот тек на односите меѓу двете земји. Данешниот градоначелник на Манчестер, Енди Бернам, денеска официјално ја превзеде функцијата премиер на Велика Британија, откако минатата недела беше избран за лидер на владеачката лабористичка партија, наследувајќи го Кир Стармер.
Бернам стана седмиот британски премиер во последните 10 години во период кога лабористичката партија се соочува со пат на поддршката и настојува да го намали заостатокот во анкетите во однос на партијата предводена од Најџел Фараш. Неговиот претходник Кир Стармер денеска одржа проштален говор, пошто замина во Бакингамската палата, каде што и формално му ја поднесе оставката на кралот Чарлс. Кралот му го довери мандатот за состав на новата влада на Инди Берна. По официјалното именување, новиот премиер се врати во резиденцијата на Даунинг Стрит, каде што се очекува наскоро да го представи новиот владин кабинет и да ги објави првите чекори на својата администрација. Во своите досегашни настапи, Бернам најави дека приоритети на неговата влада ќе бидат децентрализација на власта, мерки за намалување на високите трошоци за живот и политики насочени кон враќање на довербата и надежта кај британските граѓани. Управата за хидрометеоролошки работи за денеска издаде метеоаларм поради високите температури и можноста за локална нестабилност проследена со грмежи. Според прогнозата, времето ќе биде претежно сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Во попладневните часови во повеќе региони се очекува развој на нестабилна облачност. Локално се прогнозираат пороен дожд, грмежи, засилен ветер, а на одделни места и услови за појава на невреме проследено со град. Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека максималната дневна температура на некои места ќе достигне до 40 степени Целзиусови, поради што е активен метеоаларм за високи температури. Во Скопје се очекува сончево и многу топло време, со мала до умерена облачност. Во попладневните часови во делови од котлината е можна појава на краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Надлежните препорачуваат граѓаните да избегнуваат подолг престој на отворено во најтоплиот дел од денот, да внесуваат доволно течности, да бидат внимателни доколку се најдат во подрачја зафатени од невреме.